Добре дојдовте во Акцент. Во ова издание на Акцент, почитувани гледачи, ќе имате можност да видите дел од трибината во организација на Асоцијацијата за демократски иницијативи од Гостивар, трибина која што се одржа во Кичево со наслов Различноста е во мода, мултикултурализмот на локално ниво. Исто така во ова издание на Акцент, почитувани гледачи, ќе имате можност да проследите кратка репортажа од одржани две изложби во изложбениот салон на Националната установа Центар за култура Кочо Рацин од Кичево, и тоа од страна на ликовниот уметник Агрон Салију од Гостивар и дизајнерот Ленче Коцевска од Скопје. Во организација на културно-уметничкото друштво Бисер од Кичево, а под покровителство на Министерството за култура на Република Македонија, изминатиот викенд во Кичево се одржа вториот поред семинар за изворен фолклор. Акцент започнува. Следете не. Асоцијацијата за демократски иницијативи од Гостивар, мултиетничката асоцијација Флоренс Најнтингел и Стопанската комора на Северозападна Македонија во Кичево организираа јавна дебата на која беа презентирани првичните наоди од проценката на интеграцијата на етничките заедници и меѓуетничките односи во општина Кичево. За време на јавната дебата беа презентирани наодите од спроведувањето на локалните стратегии и посебните политики поврзани со интеграцијата на етничките заедници и меѓуетничките односи во општина Кичево. Дополнително, заклучоците и препораките кои произлегува од дискусијата со учениците ќе бидат вклучени во финалниот извештај во кој ќе бидат опфатени 9 мултиетнички општини: Брвеница, Врапчиште, Гостивар, Јегуновце, Кичево, Куманово, Маврово Ростуше, Струга и Тетово. Денешниот настан е јавна дебата која што има за цел да ги представи резултатите од едно истражување кое што АДИ го има спроведено во минатиот период. Истражувањето беше со цел да ги детектира состојбите со мултикултурализмот, односно интеретничките односи во 9 општини, 9 проектни општини, вклучувајќи и општина Кичево. Проектот носи наслов Различноста е во мода, промоција на мултикултурализмот на локално ниво, кој што го спроведува АДИ во партнерство со комората, Стопанската комора на Северозападна Македонија, Флоренс Најтингел, мултиетничка асоцијација од Куманово и е со поддршка на делегацијата на Европска унија во Скопје. Резултатите од истражувањето покажува дека сите општини имаат традиција на добар мултиетнички соживот, односно имаат добри интеретнички односи. Она што недостасува е проактивност на Комисијата за односи меѓу заедниците во сите општини, во сите 9 проектни општини, нивна поголема видливост меѓу граѓаните во општините и земање во предвид на нивните одлуки од страна на советите, односно општините кои што имаат формирана комисија за односи меѓу заедниците. Комисиите за односи меѓу заедниците се формирани зависност од статутите на општината. Она што недостасува е нивна програма. Они се само формирани, но немаат програма по која што би работеле. Во училиштата главно активности кои што поддржуваат мултиетнички соживот се активности поддржани од страна на странски донатори, односно невладини организации кои што ги поддржуваат и спроведуваат активности и најчесто се во наставни активности. Она што недостасува е вклучување на мултикултурализмот, односно интеретничките односи во редовната настава во училиштата, односно одржување на заедничка настава помеѓу учениците од различна етничка припадност. Меѓу младите е забележана висока социјална дистанца, односно младите не се дружат меѓусебно од различна етничка припадност или првите контакти најчесто ги имаат по завршувањето на средно образование. Ова се должи најчесто поради поделеноста на класовите на условно кажано македонска наставна смена и албанска наставна смена.
Бизнис секторот меѓуетничките односи ги оценува како доста стабилни, односно најчесто во зависност од интересот и во бизнис секторот се забележува соработка меѓу етничките заедници. Проектот, ова е една од активностите од проектот. Проектот понатаму продолжува со формирање на работни групи во секоја од 9 општини. Ќе креираме и брошура за меѓуетнички односи, односно како општината или општинските документи треба да ги провлекуваат во своите содржини меѓуетничките односи, односно меѓукултурното разбирање. Како завршен настан имаме планирано голема конференција. И она што е ново е регрантирање, односно давање на грантови на помалите на граѓанските организации на локално ниво, односно ќе ги поддржиме и граѓанските организации од секоја општина во зависност од нивната проектна идеја. Проектот ќе се спроведува 30 месеци, односно краен датум ни е 30 јуни 2018 година. Јавната дебата беше дел од проектот Различноста е во мода, промоција на мултикултурализмот на локално ниво, кој е финансиски поддржан од Европската Унија, представувана од делегацијата во Скопје. Во организација на Националната установа Центар за култура Кочо Рацин од Кичево, а под покровителство на Министерството за култура на Република Македонија, во Кичево беше отворена изложбата на ликовниот уметник Агрон Салију од Тетово, која е дел од циклусот наречен Тие со едно лице. Со посебен талент и цврсти принципи, Салију преку своите цртежи портретира едноставни луѓе од секоја возраст, пол или професија. Тој портретот го третира уште од самото детство и, како што вели, тоа е неговото најскапо богатство. И во ова издание на Акцент, почитувани гледачи, промовираме уште една изложба, уште еден настан овде во Центарот за култура Кочо Рацин во Кичево. Веднаш до мене е ликовниот уметник Агрон Салију од Тетово, кој што ова вечер во Националната установа Центар за култура Кочо Рацин од Кичево изложува дел од своите дела кои што се од неговиот циклус со наслов Тие со едно лице. Господин Салију, прво честитки за вашата изложба овде во салонот во Кичево. Верувам дека како тетовчанец сте задоволен што еве и во Кичево успешно ја изложувате вашата изложба. Ајде на почеток да кажеме неколку збора околу самата вечерашна изложба. Што вечерва кичевчани можат да видат тука? Мене ми е втор пат гостувам во мојот, да го наречам, мој втор град, пошто јас сум внук од Кичево. Гостувам втор пат со цртеж, значи со моето секојдневие што сликам со една доста така да наречам доста емоционална психологија на моите портрети, тоа што сум инспириран од актуелностите што се случуваат во земјава. Значи, како секој автор си има на своја верзија на работа, на тематика, на тоа што сака да изложува воопшто. Мене ми ова последна изложба од мини турнејата во Македонија, пошто почнав од Тетово, Куманово, па дојдов во Кичево. Значи, во Македонија што сум излагал во ова година, 2016. Така, споменав на почетокот дека ова се само дел од твоите дела кои што ги имаш во рамките на циклусот Тие со едно лице. Ајде кажи ми сите овие ликови кои што ги гледаме, кои што се изложени, дали се измислени ликови или можеби се на луѓе што веќе постојат? Овие се од, како да кажам, на моја верзија што гледам напнадноски луѓево. Имат миксирани се, имат и реални детали, имат и од имагинација, значи сум успел на некој начин да ги наречам вака на микс шум направил, да ги чувам тоа 100% на што е на пример карактерот на човекот, да ги чувам тие како дискретни да ги наречам, да бидат како своји портрети, да не личат на другите, значи да бидат на моја улога да играат, не на другата страна. Например, ги имаме луѓе што се тие бездомни, што питаат, значи дел од многу тие што ме мотивираат, например, што ми е жал за еден голем дел на луѓе што немат бездомни, напнати, сиромашни, све сум сакал да ги
да ги направам на една колекција што се изложени токму во Кичево, па сум направил нешто, сум аранжирал на спонтан начин од Кичево, од тетово што почнав со изложбата, таму имаше 43 дела, пошто таму сум од истиот град сум имал можност повеќе да изложувам, значи после гостував в Куманово, па дојдов во Кичево да завршам мини турнејата. Како млад ликовен уметник, сигурно дека освен ваков тип на цртежи и изложени слики, да те прашам дали може би имаш и некоја друга техника и некој друг стил на цртање, на представување на некои твои дела кои што не се во форма на портрет? Не, никогаш не сум се излагал, например, со исти слики, така сум како по природа сум повеќе работам на мој занает. Ова мини турнеја беше така, каде да кажем, тематски поврзано и сакав да направам една турнеја низ Македонија токму со овој циклус. Работам слики, реализам, значи све општо во профилот на портретот, односно фигурацијата. И за крај да те прашам дали овој циклус кој што е наречен Тие со едно лице завршува со овие портрети или да очекуваме и нешто повеќе од тој циклус или можеби да очекуваме и некој нов циклус со ново име? Како што реков, јас сакам секој пат, јас сум поврзан многу со публиката, значи со уметноста и секој пат сакам нешто ново да излагам, да промовирам нешто ново. Па здравје Боже, се надевам дека едната година ќе сменам формат, ќе сменам техника, ќе сменам да биде нешто поексклузивно за љубителен на уметноста. Сигурен сум дека кичевчани ќе уживаат во ова вечерашно представување на твоите дела и се надевам дека за брзо ќе имаме можност да видиме и нешто ново. По мене ми е мило, пошто гостувам втор пат во овој град, сум поврзан со овој град и секој пат сакам да направам нешто. Некој, што можеме најмалку еден културен настан. Салију има организирано повеќе самостојни изложби во Македонија и странство, а во Кичево ова беше негово второ представување по она во 2014 година. Космички игри е насловот на самостојната изложба на дизајнерот Ленче Коцевска од Скопје, која беше отворена во изложбениот салон на Националната установа Центар за култура Кочо Рацин од Кичево. Коцевска со своите дела првпат се представува пред кичевчани и очекува изложбата да биде посетена од голем број на граѓани наредните денови. Ова вечер во изложбениот салон на Центарот за култура Кочо Рацин од Кичево имаме можност да уживаме во прекрасните дела на дизајнерот Ленче Коцевска од Скопје. Господјо Коцевска, се наоѓаме токму во изложбениот салон на Центарот за култура Кочо Рацин од Кичево, каде ова вечер кичевчани имаат можност да уживаат во вашите дела, нели наречени како космички игри. Може ли еве да објасниме за нашите гледачи што точно представува вашата изложба вечерва во Кичево? Таа представува појава на геометриски форми во еден линарен свет што не води, нели? Со апстрактни форми кои што означуваат идеја дека на еден начин илустрацијата на тие геометриски форми или апстрактни не води во материјален свет, каде што се менуваат, достигнуваат некоја форма, но понатаму се враќаат во првобитната форма. Сега велиме дека тоа е апстрактна уметност која што слично на она што Питман Ранников го рекол, нели, дека уметникот вика самиот по себе е канал. Еден вид на свест каде што се канализира неговата лична љубов или апстракција, но нели каде што позицијата на самиот уметник е неважна. Едноставно се канализира тоа што тој го чувствува или го доживува од онаа страна. Сигурно дека ова е ваше прво представување, нели, на оваа изложба во Кичево, дали може би еве и во други градови ќе имаат можност да ја видат оваа изложба? Така, се надевам обитела и во Скопје, ќе остане тука, значи како поклон хуманитарно треба да се предложи да се остави. Со тоа што мислам дека понатаму може да доживее гледање и во Скопје во обитела има џелба, значи да ја погледнат.
Како дипломиран дизајнер, Коцевска од 2013 година до сега има реализирано повеќе самостојни изложби, а за телевизија Мега ги открива и останатите неизини уметнички дела. Вашата професија е нели дизајнер, може ли еве да ни кажете што друго од вашите уметнички творби што ги имате, што друго произлегува, што досега имате представено пред пошироката јавност, освен ваков тип на уметност? Па до сега имам повеќе дела, комбинација на фьюжн стил, тоа е повторна графичка илустрација со еден вид на цртеж, на изработка Тоа е 2013 година исто така изложба Били Мугри, изведена во техника сребрен туш со гваш и со акварел. Цртеж со еден вид на илустрација, меѓутоа изведена на хартија. Сепак компјутерската графика е нешто ново и бара многу повеќе да имаш поинаков поглед, да речеме, да се искажеш на поинаков начин. Тие самостојни изложби се на таков начин. Ви благодарам што одвоивте време и се надевам дека и нареден пат ќе имаме можност да видиме ваши дела овде токму во Кичево и навистина ја поздравуваме ова ваша идеја да бидат оставени во трајна собственост на Центарот за култура во Кичево и сигурно дека ќе разубавува простори овде во Центарот во Кичево. И благодарам и на вас многу. Сепак е за подршка од Министерство за култура на Република Македонија, што многу ми значи. Делата представени на ова изложба од страна на дизајнерот Коцевска бесплатно ќе бидат отстапени на Центарот за култура Кочо Рацин од Кичево. Изминатиот викенд во Кичево се одржа вториот поред семинар на изворен фолклор на кој учествуваа над 30 учесници од Македонија, а за прв пат оваа година имаше учесници и од соседна Република Бугарија. Се дискутираше на повеќе теми од областа на изворниот фолклор, а предавачи беа магистер Бошко Тренески и професор доктор Родна Величковска. Под покровителство на Министерството за култура на Република Македонија, а во организација на културно-уметничкото друштво Бисер од Кичево, повтор пат оваа година во градот Кичево се организира семинар за изворен фолклор. Веднаш до мене е диригент магистер Бошко Тренески, магистер диригент на фолклорни ансамбли. Господине Тренески, вие сте еден од учесниците кој што ќе презентира дел од она што значи фолклор во Македонија. Може ли еве да објасниме пред нашите гледачи на емисијата Акцент кој е токму вашиот дел на овој втор по ред семинар во Кичево за изворен фолклор? Па најпрво добар ден и ви благодарам што не удостоивте да малку на повисоко ниво се разбери за овај, да речам, семинар, бидејќи е втора година, а здравје од другата мислиме дека ќе успееме да биде меѓународен, затоа што и годинава имаме учество од, да речеме, од други земји и други ансамбли. Мојата цел е на овој семинар да помогнам околу обработката на изворниот фолклор, затоа што како изворен фолклор ние не можеме да презентираме буквално на сцените, така да треба да се обработи, било тоа да е вокална обработка или инструментална и натаму и за коreографскиот дел на самото дело. Бидејќи од моето искуство до сегашно ова што сега се, да речем, се представуваат тие изворни творби, сметам дека треба малку да се поведи сметка за начинот на инструментариумот, начинот на инструменталните групи, вокалните групи и самиот начин на обработка на народните песни и ора. Тоа значи дека да даеме допринос, да не се оддалечиме многу од она исконството, изворното, туку да го задржиме тој белег на македонскиот фолклор, затоа што во ова големо море на разни фолклорни представувања од светот, на ансамблите, мора ние да си го задржиме тоа нашето македонското, исконското, затоа што имаме вистина богат фолклор, но богат фолклор секоја нација има, секој народ има богат фолклор, но нашиот е специфичен во мелоритмичката структура и по тоа сме предпознатливи во светот. Така да, денес повеќе ќе зборувам за инструментариумот, што е изворно, што е обработено и до кој степен треба тоа да се обработи. Односно, бидејќи во традицијата постои, да речеме, пеење, бурдунско пеење, пеење антифоно и пеење софринско за
да речем за зимските празници и така натаму, но постои она летоечко пеење поврзано со работата и така натаму. Значи сите тие различни начини на пеење треба на некој начин да ги представиме пред публиката, но со која доза на обработка да не изгуба таа уметничка вредност од она изворното пеење. Така да, тоа ми е најголемо, да речам, најголем дел што го обработувам, како и за градската песна, така и за селската или рурална средина. Значи дека имаме досега доста тука малку остапки направено ние, обработувачите, музичарите, што ги поистоветуваме народните изворни песни или руралните, од руралните средини со западноевропската музика. Така да во Македонија западноевропското влијание е покасно дојдено и тоа се најповеќе се гледа во градските песни. Тоа е инструментариумот, таа гитара, хармоника, виолина, кларинет и така натаму, но тука се јавува дурмолскиот систем, веќе ако стручно зборуваме, во народното изворно пеење, од руралните средини, тука треба се задржи антифонот пеење, пеењето на групи, пеењето, да речеме, антифоно, или, викаме, тука е пожелно да се обработуваат во полифон начин, тоа е водење на мелодиите една по друга, емитирање и така натаму, затоа што тие не се во овие дурмолски системи, туку е тоа точно она што не поврзува со нашето исконско или со нашите македонци од античкиот период. Тие се завршуваат песните во јонски, дорски, фригиски, лидиски, тие модели, модуси ги викаме. Тука фактички јас гледам дека ние сме тие потомците на античките македонци. И така да тука се завршува на тонус финалис, викаме ние, а не се завршува на дурмолски систем, па дали ќе бидат седур, гедур и така натаму. Тоа треба да се избегнува и во инструментариумот, да не се мешаат инструментите, иако имаат специфични бои и за градските инструменти или градските инструменти или западните инструменти во изворното музицирање, но не треба да се прави тоа. Си имаме ние за изворното музицирање кавалите, гајдите, зурлите, тамбурите, тоа се нашите изворни инструменти. Сето тоа е другото, треба се унајди своето место. Јас се согласувам, виолината, кларнетот, да, ќе го најдат во Македонија местото во чалгиските оркестри, што всушност име е присатно во Македонија чалгиското музицирање, пеење, свирење, додека останатите инструменти во градските песни. Така да гитарите, контрабасите ќе ги оставиме за градските песни, тие што фактички ја прават таа хармонија и разлика меѓу градското пеење и изворното руралното пеење. Така да тоа треба да се малку поразјасни, да се мора да се проговори за ова, за да ставиме крајот и на некој начин ќе го обезличиме ќе ги обезличиме песните, игрите со неводење сметка во таа обработка, а тоа си го обезличуваме нашиот фолклор или нашиот идентитет. И посебно имам да кажувам и да зборувам за влијанието на, да речеме, на комшиските пеења, свирења, односно тие примеси, до каде се тие и каде треба да се оправдаат. Не може да се оправда во Централна Македонија, да речеме, влијание некое на дали е тоа од Србија или од Грција или од Бугарија. Тоа си е пограничните места тука, кај што се мешани етникумите, тука може да се јави, инаку не сме во другиот дел. Значи, имаме море работа за да кажам, за изведување. Ние правиме обработки као композитори, но бидејќи ансамблите не се доволно опремени кадровски и со технички со инструменти, и често пати се изостава некои нешта, не знаејќи дека еден глас, ако се изостави од тоа многу гласно пеење, веќе дојдува до искривување на она се што значи квалитет. Значи и тука ќе проговориме за работата на ансамблите, бидејќи јас тука сум, да речеме, тој дел ми е и мене струката. Тоа диригентот на фолклорни ансамбли мора да знае и обработката, мора да знае и од кој период е, да не ги мешаме игрите, да речеме, нашиот фолклор е слоевит, како и секој други. Не може да се мешаат илинденските песни со песните од
Втората светска војна. Ние ќе правиме кореографии, од секој слој да има кореографии, така ќе бидеме побогати. Ако сето тоа го смешаме или заемеме песните од Западна Македонија и игрите од Источна Македонија, што сме направили? Само сме изгубиле во квалитет и во фактички во нешто значи материјал музички. Затоа ќе си ги поделиме песните кои се играли во западниот орад, кои се и пееле песни во источниот, јужниот, централниот, така натаму, од сегде да се офати сето тоа за да имаме што повеќе да речам обработки и што побогати обработени дела. Господине Треневски, голем е вашиот влог во фолклорот во Македонија и воопшто во македонската песна Јоро. Долги години бевте прв човек и на ансамблот Рацин од Кичево, а успешно неколку години го водевте и ансамблот на народни песни Игри танец од Скопје. Може ли еве на ваша оценка во моментов на кое ниво е македонскиот фолклор, дали е доволно заштитен, дали доволно се почитува и дали доволно се презентира и во нашата земја и надвор од неа? Знаете што, тука мора да проговориме реалното. Јас во првиот уште пат во Скопје, првиот мандат, формиравме фолклорно училиште, затоа што ако сакаме фолклорот да си го најди точно местото и како треба се обработува, ни треба кадар. И така да изфрли тоа школа неколку генерации, што значи дека сега треба финансиската поддршка. Ние ги оставивме друштвата фактички буквално на улица, како здружение на граѓани, но со ептен мал допринос на финансиски на Министерството за култура. И сметам дека тука СОФАМ треба си направи една таа организација Сојуз на фолклорни ансамбли, една класификација на инструментите, слично на спортот. Да се знае кој е на прво место, кој ансамбли се второ и така натаму и да се борат тие за тој квалитет нагоре, се разбира подпомогнати повеќе од државата, од преку Министерството за култура. Затоа што ова што ние го имаме во Македонија, ова што имаме толку многу друштва, толку многу членови, значи ангариджи, јас викам, ни го одржуваат фолклорот, традицијата, да не се заборави, се пренесува. А со тоа има и друга позитивна особина. Наместо да младите шетаат по кафиќи и така натаму, тие се заштитени, имаат проби, имаат патувања, имаат, да речеме, движење, имаат контакти. Тој и воспитниот дел дури тука делува. Така да преку фолклорот може многу работи да се постигнат, сакајќи да се помогне и на фолклорот и на младата популација. Се надевам дека сите вакви настани кои што му даваат значење на македонскиот фолклор ќе ги има многу повеќе во нашата земја и секако дека овој семинар ќе биде и традиционален и ќе се одвива и наредните години и со тоа нели значително ќе се подигне нивото на почитување на македонскиот фолклор, се разбира од вакви стручни лица кои што ќе можат навистина во право светло и стручно да го искажат значењето на македонскиот фолклор. Ние имаме доста материја која што треба да разработуваме на овие семинари и не ни втасува 2 дена, а камо таа среќа да може да се поканат повеќе учесници, а сега е тој скромен буџет и толку се учесници, толку се денови, така да имаме со оркестарските ансамбли да работиме, имаме со градските песни ансамбли и така натаму. Се она што значи, дали е тоа игра, кореографите треба да додадат. Значи имаме море прашања, теми за обработка на овие семинари кои ќе дадат допринос во самите културно-уметнички друштва, во презентацијата, во облекувањето, во сето тоа што значи негување, обработување и презентирање. Дали се презентира во Македонија или надвор, тоа мора да е квалитет. Да се направи квалитетни ансамбли со квалитетни опреми за да го зачуваме тој идентитет. Оти фолклорот е историјата на македонецот, односно идентитетот. Еден од предавачите на вториот поред семинар за изворен фолклор во Кичево е и професор доктор Родна Величковска, етномузиколог од Институтот за фолклор Марко Цепенков од Скопје. Господјо Величковска, сигурно дека од големо значење е да се одржуваат во нашата држава ваков вид на семинари, каде што стручно ќе се презентира и ќе се говори за значењето на македонскиот фолклор и сите оние особености кои што се битни за него. Што денес вие имате како улога, како предавач на овој семинар и што точно ќе можат да слушнат оние кои што се учесници на овој втор поред семинар? Пред се би сакала да кажам дека
Многу се значени овие наши семинари, еве втор пат веќе се среќаваме тука, кај што имаме голем број на учесници, сега се повеќе ни доаѓаат и нашата цел е што поавтентично да го представиме нашиот изворен фолклор што го имаме од регионите од каде што доаѓаат. Значи на годинашниот семинар одлучивме, значи моја задача е да го представам, да ги представам обредно-пејачките жанрови, македонски обредно-пејачки жанрови, со тоа што претежно ќе бидат застапени од календарскиот циклус обичаи, дел од програмата што беше минатата година, сакам да ја повториме со тоа што да се подсетиме минатата година што се случувало и да дополниме со нешто друго што до сега не е презентирано. Има ли според вас доволно ваков тип на семинари и вакви средби каде што ќе се слушна нели различни мислења околу развојот на македонскиот фолклор? Има ли доволно вакви семинари во државата и дали е потребно да имаме и уште повеќе? Па да, има вакви семинари се одржуваат и во рамките на фестивалот Илинденски денови во Битола. Семинари се одржуваат и во рамките на фестивалот за народни инструменти и песни Пеце Атанасовски, кај што јас сум еден од предавачите и секако со големо задоволство прифатив да бидам и тука, бидејќи минатата година бев почестена со присуство на прекрасни деца, прекрасни курсисти кои навистина сакат да го научат она што навистина го имаме ние како богатство на фолклорен израз, така да со задоволство прифатив и оваа година да присуствувам. Да, и друго би сакала да кажам, за нашата песна се слушна и подалеку, веќе втора година, 2 години поред, држам мастер класа, фактички и тоа е еден вид семинар во Русија, во Сан Петербург, каде што на русите им предавам македонски изворен фолклор. Така да со големо одушевување прифатија и студенти и професори тие заедно настапи, заедно презентиравме сето тоа што го презентирав, тие го прифатија, пееја, игра и така да беа многу одушевени. Семинарот се одржа под покровителство на Министерството за култура на Република Македонија, а во организација на културно-уметничкото друштво Бисер од Кичево. Едно од поуспешните културно-уметнички друштва во Кичево е културно-уметничкото друштво Бисер, кое што 15 години успешно обстојува на македонската фолклорна сцена. Куд Бисер е организатор на овој семинар за изворен фолклор и веднаш до мен е председателот на Куд Бисер, господинот Младен Ванчовски. Господине Ванчовски, сигурно е голема честа да се биде организатор на ваков семинар и еве може на почетокот да ни кажете како течеше самата организација на вториот семинар поред и кои се ќе бидат учесници овие 2 дена во Кичево. Самиот факт што фолклорот го сметаме како не го сметаме, туку и фактички е од национален интерес, а ние голем дел во нашата земја, истиот тој дел го презентираме тука во нашата земја и надвор од нашата земја, се почувствува потреба од дополнително едуцирање на членовите на нашите ансамбли и на другите ансамбли од нашата република. Ние го задовме како уште една обврска на ансамблот да колку што можеме да подпомогнеме во овој дел. И веќе по втора година го организираме овој семинар на изворен фолклор. Ние сме од ретките во нашата земја што негуваме изворен фолклор, така да и како некоја обврска си ја земавме да го продолжиме овој дел. На семинарот минатата година учествува повеќе од 20 учесници, оваа година веќе имаме 30 учесници повеќе, и ако средствата се помали, ние нема да се откажуваме и ќе настојуваме и понатака да обстојуват оваа форма на едуцирање на фолклористите. Овој семинар е замислен како семинар за дообучување на млади раководители на фолклорните ансамбли во нашата република. И така и обстојува. И целта е таа и така и го тераме. Оваа година сме уште повеќе задоволни што веќе добиват меѓународен карактер, така што имаме предавач и од Република Бугарија,
ќе има тема на бугарскиот фолклор во северозападните делови од Бугарија, а ќе учествуваат и ќе вработуваат и нашите теми што се на овој семинар. Кои се вашите очекувања од овој втор семинар? Со професорот Бошко Треневски разговаравме околу стручните аспекти на македонскиот фолклор. Што вие како културно-уметничко друштво очекувате од овој втор поред семинар? Ќе се подигне ли на некое повисоко ниво македонскиот фолклор со одржување на вакви семинари каде што учесниците и од Македонија и надвор од неа ќе можат поподробно да се запознаат од стручен аспект што значи изворниот македонски фолклор? Токму тоа е идејата. Идејата е ние не можеме да станеме образовен центар, меѓутоа во одреден дел можеме да ги подедуцираме. А во овие намери исклучиво мисля дека ги постигнуваме своите очекувања. Има скоро од сите ансамбли што се дојдени, имат голем интерес кај учесниците. Минатата година веќе онот дел што го научија годинава ќе можат и на концертот на целовечерниот концерт вечерва и да го презентираат дел од наученото. Меѓутоа, имајќи во предвид дека имаме еминентни предавачи, да се стекнат со дополнителни знаења кои ќе им и тоа како им се неопходни во тамошниот период на работењето и функционирањето и на ансамблите, а и за зачувување на нашиот фолклор. Учесници сме од град Дупница, Република Бугарија. Учесници сме од градот Дупница, Република Бугарија. Јас сум раководител на танцовата школа Терпсихора. Ќе учествуваме на семинарот на покана од Кут Бисер и ќе се представиме со танци од средна, северна и северозападна Бугарија, како и од области карактеристични за Република Бугарија. Покрај дводневниот семинар, учесниците има и заеднички концерт на кој се представија со дел од своите фолклорни традиции. И тука некаде е крајот на уште едно издание на Акцент. Се гледаме повторно за 7 дена, во вторник, 20 часот и 45 минути со нови содржини. До тогаш останете со програмата на телевизија Мега. Довидување.